Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ве молам, без езотерија, без масонизам, да продолжиме со вистината која што и како е потребна на македонскиот народ во време кога Македонија не случајно станува пепел. Но Македонија не би била Македонија ако таа не е Феникс, и ако истата таа многу пати низ историјата, па и во времето на Филип Македонецот, се вивнувала како Феникс. Затоа, како што гледаме, работите кои што се изоставени во минатото, денес и те како треба ова генерација на македонци да ги оправдува, да ги разоткрива и да ги пласира. Тоа значи дека ако имаме одреден проблем, за кој што проблем ја започнав уште вчера да го наслонувам, бидејќи тој истиот проблем е поврзан со атентатот на Киро, на кој што ниту еден новинар, ниту еден политичар ова деценија не сака да се спротистави на Владо Павлов. Значи, мудро, тие би рекле мудро, а јас би рекол лукаво, си молчат. Тоа е идентично како во 2005 година, лично на моја покана, кога беше Паско Кузман, не даде никакво внимание, не покрена иницијатива за истражување на одредени битни докази за Македонија, како тоа што се матицата, како тоа што е цвеќето на животот, како тоа што е древното писмо на Куине и многу други аргументи и докази кои што беа приложени на Паско Кузман во 2005 година, тие останаа незаинтересирани као наводно, а всушност од 2005 година до ден денес истите тие работеле зад грб да ја зацементираат вистината од Владо Павлов и на сметка на тоа како англискиот двор секогаш што прави во одредена држава, така и во времето на нашата македонска организација, запомнете МО, значи во времето на нашата македонска организација се направи опозит од она што подоцна во 1905 година е прогласено од Соединетите Американски држави за терористичка организација. Зборуваме за Ванчо Михајлов. Истото се прави и денес со Палестина, истото се правеше и со ИЗИС, истото се прави и со Хезболах. Значи имаме Хезболах кој што го почитува палестинскиот народ и се повлекол во Либан, а додека имаме и Хезболах кој што работи во интерес на Англо-Америка и на принцот Чарлс, некогаш на денеска кралот Чарлс. Исто и ова откритие. Напоредно на ова откритие за гробот, каде што сите се прават дека ништо не слушнале, дека ништо не виделе, поради тоа што на сите душата им е черепи и коски, им е купена, а во продолжение ќе ви објавам колку телевизиски куќи се направени со 3,5 милиони долари од Џорџ Сорос во 1993 година, а и колку радија. А најпрво ви го споменал и Канал 77, па и емисијата Стадион на Столе.
Значи, напоредно со ова откритие на Владо Павлов, се прави ново откритие кое што вештачки се фингира од Лондон, а тоа е геолифот. Јас како што ви напоменав, тие немат време и колку што Владо Павлов повеќе ќе објавува вистината за гробот, толку повеќе ќе доаѓаат мисари од цел свет за да го излечат целиот свет со мумијата на Август Октавијан дека тоа е гробот на живиот човек. Па така и ќе ви кажува дека на 20 метри или на 30 метри под нив е гробот, а всушност јас би рекол овде на тие димензии, на тоа место, на 20 или на 30 метра под нив, може да најдеме само нафтени шкрилци. А во моите следни продолженија ќе ви дадам аргументи и докази за бушотини од 60-те години од минатиот век, кои што истражувале и не случајно ова место е поврзано со црнилиште и со символиката на фосилното гориво кое што денес се применува и кое што овчеполието или Солунското поле според Владо Павлов има големи резерви на нафтени шкрилци. Дали некој ова го искористи за да истражи колку има резерви за новото фосилно гориво кое што прави пепел низ целиот свет, посебно во Балканот, и кое што се произведува во Албанија, а за кој што им беше потребна војната во Косово поради резервите на нафтени шкрилци и на јаглен, а вие можете и понатаму да премолчувате, можете и понатаму живиот Бог да го правите мртов и да манипулирате со цел свет, како што манипулираше Џорџ Сорос во 1993 година, кога кажа дека провокација било од Македонија за знамето да го користиме македонскиот кутлеш, затоа што сонцето нели на Александар Велики според нив, а тоа е грчкиот назив на Велики, а не Александар Македон или македонски, е најден во Грција, не во Македонија. Замислете. Од еден фалсификат, од македонски кутлеш кој што е пренесен овде, кој што е пренесен од Македонија на територија на денешна Грција, ние денес немаме право на македонскиот кутлеш, ние денес немаме право на Филип и на Александар. И затоа мораше да дојде до атентатот, а вие самите одлучите, ако Киро е самонаречателот, под чија инициатива го направил својот атентат. За прв пат некој од 1995 година до ден денес ви дава сигурни докази дека атентатот е извршен врз најголемиот непријател на тогашна Грција, а тоа е старото членство на ВМРО-ДПМНЕ, кој денес нема ни 10% од тоа што било тогаш. Ако на ова додадеме дека наводно старото членство на ВМРО-ДПМНЕ се борело за голема Македонија и тоа било претензии кон територија на денешна Грција, ќе дојдеме до заклучок дека и Лјупчо Ѓорѓиевски случајно не изманипулирал дека следниот конгрес ќе го прави во Солун. А вие одлучите кој раководи со Македонија. Јас знам кој раководи. Раководи тајната служба на Грција и Џорџ Сорос. До ден денес. Славете масонизам колку сакате денес и екзотерија. Ама нема да заборавите дека последните масони од ова организација беа убиени од Тодор Паница по наредба на Јане Сандански. А Јане Сандански
е левата рака на Павле Деорадев. И дали случајно Гавранов и останатите се убиени после нареченото убиство со така наречената погорка од 9 нулки кон Рила, каде што требало да биде кронисано во 1911 година малото царче, кој што имало само 14 години и го носило името Ѓорги Делчев. Може да ве манипулираат колку сакат опозитот на македонската организација денес на Ванчо Михајлов. Дека ние сме се борили за република. Не. Идеологијата на централистичка е била за царство Македонија и за монархија. И затоа се убиени Павле Деорадев и 9 од неговата фамилија, меѓу кои неговиот син на 14 години малото царче, кој требало да биде кронисано во 1911 година во Рила. Како опозит на монархитичкото редување кој што било тогаш на балканските земји. Опозит на Александар Нели Караџорџевиќ и на Хазбичката династија кој што веќе се сконцентрирала кај нашиот западен сосед. Така да, ако дојдеме до заклучок дека најголемиот непријател на Грција биле вистинските македонци во ВМРО ДПМНЕ, кој што денес не е ни 10% од оно што било, ќе дојдеме и до заклучок дека атентатот на оние на кого сметала ВМРО ДПМНЕ бил под капата на оние на кои што им смета македонскиот кутлеш и на оние на кои што им смета Александар Македонски. И затоа, за Владо Павлов атентатот на Киро е атентат врз ВМРО ДПМНЕ од 1993, 94 и 95 година. Ако на ова му додадеме преку 180.000 легитимирање на македонци и преку 20.000 претреси на македонци од ВМРО ДПМНЕ, ќе видите дека навистина имаме ние атентат врз македонизмот, кој што тогаш останал во членството на ВМРО ДПМНЕ. И не случајно ви ги споменав овие 25 милиони долари од Џорџ Сорос, кој што ги зима Киро Глигоров и Бранко Црвенковски. И не случајно е се тоа што ние денеска го представуваме пред очите на сите вас. Јас немам ништо против нито една политичка партија. Јас ги почитувам сите. Како што знаете, и на последните парламентарни избори Владо Павлов кажа дека ништо не ми значи дали некој ќе го почитува мојот идеал за електронски попис на сите македонци во целиот свет, за враќање на фионот и за археолошки туризам со македонските царски гробници во Македонија денешна. Тие сепак ќе бидат мои другари и така правам после изборите. Не наоѓам мана на никого, дали гласал за Ковач или гласал за Мицко. Тие се мои браќа и сестри и тие и ги почитувам сите оние кои што се космополити, кои што знаат дека сите ние сме браќа и сестри и потекнуваме од еден заеднички прататко. Не сум во стилот на Бранко Црвенковски, или си со Бранко, или си против Бранко. Тоа му го препуштам на папата Бранко и понатаму тој да се води со неговата идеологија, или сте со Бранко, или сте против Бранко. Не. За Владо Павлов нема или сте, или не. Може би се водам со трето правило на универзумот. Не ги мразам
ама сум ги ставил на игнор, затоа што според Владо Павлов и оно што се дига тензии на лажниот гроб за живиот Бог Александар Македонски, нормално дека Владо Павлов им смета поради тоа што го пронашил гробот и кој што смета на јужниот сосед. И нормално, како привилегија, поголемиот број кои се доближили до Владо Павлов, ќе земат тендери, ќе земат добри места, ќе бидат директори, ќе имат добар бизнис, ќе им помагат во пласман и во било што друго. Затоа што откритието на Владо Павлов е опозит и на гробот на Филип во Егеа на територија на денешна Грција, познат, нели? Па во иднини на Геолифот. Сега вие видите дали Владо Павлов не смета на Джордж Сорос, а знаете дека Соросвиди има преку 20, може би 30.000 со високи функции во Македонија, а во моите следни видеа ќе ви ги со име и презиме представувам, или не? Јас одговорно тврдам дека Владо Павлов смета поради вистината за гробот. Затоа што тоа смета на денешна Грција. И во сите овие сплетки, овие 20 години, учествуваат грчките тајни служби и Джордж Сорос, на кој што им смета воскреснувањето на Македонија, на кој што им смета враќањето на македонскиот кутлеш, на кој што им смета враќањето на името Македонија. И затоа требаше да бидеме северна од Македонија или северна од Грција, за да и лажниот гроб на живиот Бог утре тие си го присвојат, затоа што ако Македонија постои на територија на денешна Грција, тогаш тие имат право и на Северна Македонија, тоест денешна Македонија. А вие одлучите дали новото членство на ВМРО ДПМН и СДС не помогна да се смени името во Северна. Се бойкотирам. Јас го верувам доколку го постоеше ВМРО ДПМН од 93-та, 94-та, 95-та година, ниту знаме, ниту име ќе се сменеш. Ама тие го уништија со наречаниот атентат од самиот Киро под капата на овие што ви ги споменувам архитекти. И затоа сите новинари молчат. И затоа сите политичари молчат. И затоа сите министри за внатрешни работи молчат. И затоа сите премиери, па и Мицковски ќе молчи. Ако сакаме да ја воскреснеме Македонија, не треба да молчиме. Не може некој да ме убеди дека на метар пред него да експлодира 1 килограм пластичен експлозив од Југословенска народна армија, а тој да нема пукнато ни усно тапанче. Како бе, Бранко Црвенковски, заборавивте? Но овај најсигурен доказ и валиден од Владо Павлов. И затоа дадовте награда милион марки кој што се уште стои. Затоа што не верувавте дека некој ќе пронајде дека Киро Глигоров е самиот наречател. Па нормално, ако пластичниот експлозив е од ЈНА, тогаш треба да ја тражиме КОС. Владо Павлов и македонската фаланга ги знаат сите извршители. Но го знаат ова и многу македонци фалангисти во целиот свет, кои што имаат докази и USB како Владо Павлов. Ние не постоиме од денес. Ние постоиме од секогаш.
Македонската фаланга не е мртва. Таа живее и постам Александар Македонски до ден денес. Помнете и не заборавајте. Затоа ние ќе шетаме низ густа прашума, затоа ќе славиме езотерија и масонизам, и затоа македонскиот народ му престои зимо во кој што ќе биде гладен и измрзнат. И на кој што дефинитивно треба Владо Павлов да покрене марш на гладни и измрзнати македонци со духот, фанатизамот и улогата на вистинското ВМРО ДПМН од времето пред атентатот на Киро Глигоров. Затоа што после атентатот Киро Глигоров си го присвои ВМРО ДПМН. Ако знаеме како се претопи во ВМРО ДПМН демократска алтернатива, кој што уште кара во ова ВМРО ДПМН, затоа погледнете малку пред вас. Погледнете зошто им сметало македонскиот кутлеш. Затоа што наводно бил пронајден во Грција. А замислете, македонскиот кутлеш е македонски и светски символ. Затоа што символот на македонскиот кутлеш е пулсарот во нашето тело. Пулсарот, а тоа е кислородот. А розетната во средината на македонскиот кутлеш е етерот, негативниот јон, оганот што го пали кислородот. И сега, само јужниот сосед нели наводно има право на кислородот на земјата. Ние немаме право. И затоа вие ќе го маате за ратоборни дејства, а не знаете што значи и што означува. 8 протони и 8 електрони. И ни дадоа знаме мртво, само со 8 протони. Па како атомот ќе живее ако нема електрони? А најстариот доказ пред македонскиот кутлеш од времето на Македон е цвеќето на животот. Па затоа требаше да направат рација овие од Зечевич програма под капата на Муслију, под капата на сите оние кои што беа од претходната влада, да се тргне крунисаниот доказ, кој што денес МВР Дувлочани или Основен суд Дувлочани не знаеме каде се. Дали се во МВР или во Основен суд Кочани да се истражува. Значи, цвеќето на животот е најстариот доказ на пулсарот на македонскиот кутлеш. Символот на Македон е оно што го има видено Паско Кузман во 2005 година и не му обраќа никакво внимание. И после 19 години се зима, се трга настрана и се носи во депото на подрумските постројни на МВР Дувлочани, а отаму не знаеме каде е. И сите молчат. Зошто? Затоа што ќе повредиме Грција, затоа што ќе го повредиме Џорџ Сорос. И сите оние купени душички од Џорџ Сорос од 93 година до ден денес. Па затоа и ќе ви го кажу, па затоа и черепи и коски ќе ги носите како големи символи. А според Владо Павлов тоа се символи на купени души од Џорџ Сорос во денешна Македонија, што ги носите черепи и коски. Вие купиле душата. Јас ви уверувам дека Македонија како Феникс ќе воскресне. И тоа да го знаете. На овој ден ви кажувам, на денот на екзотерија и масонизам,
Сакате веруете, сакате ич не веруете. Македонија веќе воскреснува како Феникс. Затоа и го прашав пред да почине Ниче Димовски. Ако Александар го бараме во гроб, а ја тогаш во тој временски период сватив дека сум во заблуда, тогаш кој е Богот жив за тебе, Ниче Димовски? Молчеше и настана војна помеѓу мене и него. И ми го правеше истото што ми го прави овие претходници негови. Што ми го правеше тој, овие негови пулени. Истото, само што овие го прават на посоптициран начин. Ги знае Владо Павлов сите. Ја знае инспекторката за дрога во пензија, кој што е еден од големите архитекти за ово што случуваше преди Владо Павлов. Пријателка на Сули, а Суливци се оние се Скопје. Многу добро знае Павлов се. Затоа молчеше Владо Павлов сиве овие години. Ама молкот прекинува. Инспекторке, ти кој што велеше дека си главна за дрога, не можеш. И пред твои очи гледале како дрога се продавало, а ти си молчала. Тоа не може да функционира во Македонија и во било која држава. А можете да взимате плата од овој измачен македонски народ и да манипулирате со луѓе. Ке дојде денот, инспекторке, кога ќе кажеш вистината зашто Зоран Заев и Вицето не покренеа никаква инициатива против тебе. А ти беше таа кој што учествуваше во акција да го фатиш Зоран Заев, кај што кажува 1 евро за Вицето, 1 евро за црквата. И како Зоран Заев ништо не ти направи подоцна, а ти припадник на службите за дрога на Сашо Мијалков, кога дојде на власт. Многу добро се знаеме, инспекторке. Ја кажав, ќе се борам до крајот на мојот живот, затоа што сите вие пред моите деца, моите образи ги поганивте. И се ќе докажем пред мојот народ дека сите вие одработувате за Грција и за Джордж Сорос. Затоа ви смета Владо Павлов жив. Затоа ви сметаше старото ВМРО ДПМН. Затоа што си ја сакаше Македонија. И затоа правихте билошки атентат врз Владо Павлов денес, а лажен атентат за Киро Глигоров. Мојата душа никогаш нема да биде черепи и коски од Джордж Сорос. А вие мавајте го колку сакате и ставајте го во црна позадина македонскиот кутлеш. Погребувајте го. Ставајте черепи и коски на вас. И лажете го мојот народ дека тој е символ на македонизмот. Не. Тоа е купена душа од Джордж Сорос и од Грција. Независно дали сте во СДС или во ВМРО ДПМН или во било која друга политичка партија. Инспекторке, ќе се видиме блиско и со вас. Многу бава градба гледаме инвеститорска. Во Ѓорче Петров. Знаеме кој е инвеститорот македонската фаланга. Да не тој требаше да учествува и во Кочани. Инспекторке, во пензија, а никогаш пензионирана. Една од двете бели гулабици. За се ќе докажеме. И ние сме македонци и ќе се бореме да докажеме дека има атентат врз ВМРО ДПМН, а не врз Киро Глигоров,
под капата на Грција и Џорџ Сорос. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Македонија ќе воскресне, бидејќи Бог сака така, а не Џорџ Сорос и Грција. Џорџ Сорос исто кажува, вика, гробот на Александар е во друг дел од Македонија. И одбирајќи го сонцето на Александар за ваше знаме, вие всушност внесувате збрка во проблемот. Дали 2 дена после атентатот не се мени знамето на Република Македонија, тогаш македонскиот кутлиш? Дали пред атентатот имаше големи демонстрации од тогашно ВМРО ДПМНЕ за знамето? Ајде, македонци, разбудете се и најдете ги архитектите на атентатот на Киро Глигоров. А јас наградата ќе ја поклонам на мојот народ со градење на секој град Агапи солена соба, кај што секој ќе има бесплатно одржување на телото. Затоа што Кочанец не може да отиде во Скопје или Делчевец. Нема пари, иако е бесплатно. Или во Битола. И Владо Павлов транспарентно до динар ќе ви покаже. И ќе ви докажам дека не сум материалист. Затоа и нови архитекти кои што учествуваат под капата на Грција и под капата на Џорџ Сорос, нема да им дозволам понатаму да влијаат на македонскиот народ. Нема да им дозволам да влијат на мојот македонски народ. Со нивните фалсификати, со нивните местенки, со нивната злоупотреба. Знае Владо Павлов дека во 2004 година, кога се спремаше Александријата и кога зборував за Александар Македонски од 2001 година, дека бомбата уловачко беше наменета за него. Знае Владо Павлов дека од тој ден му ја наметнаа Весна Стојменова. Само морав да играм вака до ден денес. Морав. Бидејќи службите беа со Владо Павлов и не може некој покоен мој ментор да не ми се јаве да дозволи на Весна Стојменова, некое бебе дете, кој никој не го знае во Кочани во Македонија, да ме бара на телефон, а јас ниту ја знам, ниту ја познавам, затоа што базата на Black Point беше тогаш во Кочани, да ме бара и да ми каже дека се спрема атентат. Тоа беше доволен сигнал да дознам кој на кого служи. Доволен сигнал за сето оно што се случуваше сиве овие 20 години со Владо Павлов, каде што одговорно тврдам дека атентаторите се Грција, грчките тајни служби и Џорџ Сорос, како што и атентатор на нашето ВМРО ДПМНЕ са овие служби. Со лажниот и измислиот атентат на Киро Глигоров, за кој што Бранко Црвенковски Црвениот, монархот во неговиот ум, заборавил да му стави апаратче на ушите на покојниот Киро Глигоров, иако е мој дедо по баба, прабратучет, од Штип, за да ми докаже дека навистина Киро Глигоров бил во автомобилот. Приказки за деца. Па од тука и поврзаност на Мултигроб, и поврзаност на албански служби, и поврзаност на Србија, и не знам кој ли не. Кај се овие инспектори? Кај се овие министри за внатрешни работи? Кај се овие наши големи македонци? Да некој рече, чекај, стој бре, да ми пусти некој пред мене 1 килограм да ми експлодира пластичен експлозив од ЈНА, кој што е поврзан со кос, да не ми пукне ни устната панче.
Која служба сме ние, бре, македонци мои? За која МВР збориме, бре? За која обучена збориме, бре? Ама кога е во прашање Владо Павлов да го местеме со лична карта да му бараме пред домот, да му излаваме на пешечки премин да го газиме, а потоа Владо Павлов ќе отиде ке тоа чоколадо дете да му каже барем едно извини да кажеш, тој ќе те напаѓа, ти ќе се браниш, да му менеме, а потоа ќе менеме записници во МВР довлочени и ќе кажеме дека Владо Павлов го нападнал. Мизерија! Вие сте мизерија, ништо друго не сте. И себични, кои што не ги почитувате и сакате и своите деца. Ајде нека ми докаже некој, независно дали од тајна полиција на Мицковски денес, на Бранко Црвенковски, на Никола Груевски и било кој друг од службите, како е можно на 1 метар пред него да експлодира 1 килограм пластичен експлозив, а тој да помине без апаратче на уши, да не му пукне ни на ушното памче. Ајде, кај сте? Кај сте, бре, браке мој од МВР? Кај сте? Обучени сте? Или требаше прво да трчите упалјачот да го земете по наредба на Фрчковски? Да не се дое до заклучок, затоа што упалјачот не беше пронајден што го активирал, а по упалјачот ќе дознаевме дека и тој е од JNA. Ама затоа Владо Павлов е најзабеганиот, најулавиот, најголемиот насилник, најголемиот преварант. Мизерија, слуги на Грција и на Џорџ Сорос. Само поради тоа што Владо Павлов дојде до вистината за гробот. Мизерија. Немате ништо македонско во себе. И верувавте дека Македонија ќе биде без овчар. Сте се заебале сите слугите на Грција и на Џорџ Сорос. Кога и да е, вистината ќе се каже дека имаше атентат врз старото членство на ВМРО ДПМН кој беше непријател на Грција. И ќе се докаже со Владо или без Владо Павлов. Не можете вечно да го криете ова. Не може вечно да биде папа и монарх Бранко Црвенковски. Кутриот тој. Да не сме во негова кожа. Инвеститор на стамбени објекти во Вождовац, како заслуга. Касарната во Белград. Македонија е поврзана со Феникс и Македонија ќе биде Феникс. Сакате верувате, сакате ич не верувате. А Александар е жив Бог. Ова што го прават во Геолифот, ке што манипулираат дека 20 метра под Геолифот е Александар Македонски, имаме резерви на нафтени шкрилци таму. Следното моје видео ќе биде за Геолифот, за Ерџелија, за Црнилиште и денешно Овче поле како некогашно Солунско поле има богати резерви на нафтени шкрилци од кои што денес се прави фосилно гориво. И затоа мора да го искористат овој начин под капата на Ничи Димовски покојниот и Никола Груевски или под капата на Ердоган и Турција заедно со проектот Скопје 2014 кој што е главниот масон на Балканот да се истражува, да се прават бушетини, да видиме колку има резерви. А напоредно и во таа земунка да ставиме и да лажиме дека тука е гробот на живиот Бог. Да живее македонската организација, која што е опозит на масонеријата денешна и на екзотеријата, да живее старото членство на ВМРО ДПМН од 92, 93, 94 година и 95, кој што сум посебно благодарен на него и посебно го сакам, бидејќи беше непријател на Грција, поради кој што се направи лажен атентат на Киро Глигоров, а се со една цел да биде уништено, да биде загушено и на кого после атентатот се правеа најголемите хајки против нив. Затоа имаше преку 120.000 легитимирања,
Затоа имаше преку 20.000 претреси кај наши браќи и сестри од ВМРО ДПМНЕ тогаш. Да живее македонската организација, она кој што е опозит на денешната масонерија и екзотерија, она кој што е опозит на Ванчо Михайлов, најголемиот терорист на сите времења.